dear Prime Minister, Minister, former Minister, dear Mayor. I'm also happy to be here today at this event, organized in times when COVID pandemics takes all our attention. But this event is showing that not only that we are coming back to normality, we are coming back to new normality, but also that we need to pay attention to other priorities that are as important as taking care of the health of our citizens. Добър ден, почитуван премиер, почитуван министър, почитуван поранешен министър, почитуван градоначалник, дами и господа. Наистина ме представува задоволство да бидам дел на овој денешен настан кој што е организиран во времење на пандемијата со COVID-19, која што го зема целото наше внимание. Овој настан само покажува дека ние не само што полека се враќаме кон нормалноста, туку се враќаме кон една нова нормалност, едно ново секојдневие, каде што целото наше внимание ќе треба да биде фокусирано на други приоритети кои што се исто така важни како што е здравјето на нашите граѓани. So today we are marking the start of a new series of the EU investment projects in the agriculture worth 6 million euros. Така да денеска ние го одбележуваме почетокот на нови серии на инвестициски проекти од страна Европската Унија во сферата на земјоделството, кој што е вреден 6 милиони евра. Irrigation systems are crucial from economic as well as from environmental point of view. In line with the EU's Green Deal, every economic activity will have to protect environment in order to avoid devastating consequences from the climate change. And this is our new growth strategy to use the challenges and turn them into opportunities. Исто така, од другата страна, системите за наводнување не се само клучни од економска гледна точка, тие исто така се вклучни во поглед на животната средина. Во согласно со Зелениот договор на Европската Унија, секоја економска активност која ќе биде преземна ќе мора исто така да ја заштити и животната средина се со цел да избегне разорни последици кои што се предизвикани од климатските промени. И ова е новата стратегија за раст на Европската Унија, која што не тера да ги користиме предизвиците и не само тоа, да ги претвориме во можности. So the EU invests into small scale irrigation at community level because we encourage the efficient water use in agriculture. We promote energy saving by using gravity and water saving by using closed pipelines. Исто така, од другата страна, Европската Унија инвестира во мали системи за наводнување на локално ниво, затоа што Европската Унија охрабрува ефикасно користење на водата во сферата на земјоделството, меѓутоа, од друга страна, исто така промовира штедење на енергијата преку користење на гравитацијата, како и штедење на водата преку употреба или користење на затворен тип цевководи. All this leads to economic benefits. It helps farmers to choose best cropping strategies and to improve yields. It promotes economic growth in rural areas. It transforms the livelihoods of rural population, mitigates rural poverty and reduces rural-urban migration. Сето ова води кон имање поголеми економски бенефити. Се разбира дека сето ова им помага на земјоделците да можат да ги одберат најдобрите стратегии за одгледување на земјоделски култури, како и да го подобрат нивниот принос. И се разбира дека ова го промовира економскиот раст во руралните средини. И исто така ги претвара, тоест го овозможува обстанокот на руралното население, го облажува руралната сиромаштија, како и ја намалува миграцијата село-град. So, ladies and gentlemen, agriculture is one of the most climate sensitive of all economic sectors. Water scarcity and droughts are seen as the major challenges for our food production systems. So setting up proper irrigation in highly affected regions is a must for the resilience of agriculture production systems. And this is exactly what we are trying to achieve with this project and the subsequent investments in the irrigation.
И исто така, дами и господа, земјоделството од сите економски структури е најчувствителниот сектор од климатските промени. И токму немањето на водата и сушите се гледаат, се перцепираат како главните предизвици во системите за производство на храна. И токму поради таа причина, самото воспоставување на вистински адекватни системи за наводнување во најпогодените региони е императив за одржливоста на системите за производство на земјоделските култури. И токму е тоа што ние како Европска Унија се обидуваме да го постигнеме со овој проект со последователни инвестиции во системите за наводнување. So apart from irrigation, there are also other actions needed. One challenge is land fragmentation, idle land and urbanization of the irrigated agriculture land. The second is that different irrigation and water governance institutions should focus on specifics of the community-based irrigation systems, and here subsidiarity principle in management of the system is a good starting point. And we also encourage the government to undertake reforms that will help to establish the water user associations and to preserve the agricultural land resources. Така да, освен добар систем за наводнување на земјоделското земјиште, постојат и други действија и други проблеми или предизвици со кои што треба да се соочуваме, а тоа е фрагментација на земјоделското земјиште, необработеното земјиште, како и урбанизација на земјоделското земјиште кој има систем за наводнување. Како втора работа исто така различен систем за наводнување и институциите кои што стопанисуваат со изворите на вода, исто така ќе треба да се фокусираат на самите специфики на локално ниво кои што се базираат на системот за наводнување. Ние како Европска Унија би сакале да охрабриме владата да преземе понатамошни реформи кои што ќе помогнат во воспоставување на здруженија за корисници на вода, како и за зачувување на ресурсите на земјоделското земјиште. So let me conclude. The continuous reforms and results remain essential in the period ahead. We are expecting the European Commission to present negotiating framework for negotiations very soon, and we hope to start real negotiations this year. Agriculture chapter is one of the most important chapters for the candidates as well as for the European Union during these negotiations, so do prepare well for these negotiations. European Union will continue to stand by, to continue to support and to continue to assist your efforts in every field, as we did in the context of COVID-19, so that we keep working together for the benefit of our citizens, together with solidarity and with commitment to the shared values. Thank you. Исто така, ако може да завршам тука, континуираните реформи, како и опипливите резултати, остануваат клучни во престојниот период. Ние очекуваме Европската комисија многу скоро да ја презентира преговарачката рамка. Ние се надеваме дека ќе може да отвориме преговори со вашата земја веќе оваа година, така да исто така во овој процес на преговори сферата земјоделство е многу важно поглавје во преговорите со другите земји помеѓу Европската Унија, како во земјите членки, така и со земјите преговарачи, така да би сакал да ве замолам добро да се припремите. Во тој контекст се разбира дека останува многу работа да се направи се со цел да може земјата да се придвижи низ поглавјата за преговори. Европската Унија се разбира останува спремна да ве предводи, да ве води и да ве помогне во вашите напори во секоја сфера, како што впрочем Европската Унија тој го направи во контекст на сегашната ситуација со COVID-19, така да се со цел да можеме да работиме сите заедно во корист на сите наши граѓани, заедно со солидарност и посветено кон нашите взаемни вредности. Ви благодарам многу.